Двајца да сме, посилни смо 200 луѓе. Затоа што нас не води волјата, нас не води вистината. Ние упознајме партизаните на времето без оружје победија германци. Затоа што имаја волја и се бореа за вистина. Ние ќе се избориме, ќе си го повратиме достоинството во нашата држава и сакам да ви кажам, текстилците, значи од сите бранши ги знаеме проблемите. Текстилците има голем проблем, една државна фирма близка до сите власти им продава роба на кило, тие не можат робата да ја легализираат. А нив ги казнуваат. Со нас е истиот проблем, со Панда е истиот проблем, ние имаме реален проблем. Ние, прометот ни е намален на нула, ние веќе не знаеме што да правиме и кој пат да го вајчаме, а пато е само во единството, верувајте. Слободата и еднаквоста кај луѓето, без делба, тие покушаја сега повторно на национална основа да не скараат. Ние, јас со гордост кажувам, бев низ Битпазар, прошетав, па макар и чотек да јадев, прошетав и спречив едно големо злодело што сакаја во Петоко да го направи. И горд сум на тоа, и чостанам на тоа. И Емвер овдеке во Битола ми е пријател, и Реджев, и сите ми се пријатели, и Панде, значи нема делење, тие сака да не раздела само за едно, за многу кубо да владе. Тие сака да не раздела за ние да чутиме, за Панде да не каже колку платил казна, Владко да не каже. Не е срамота, че кажи, ама нема да ви ја платиме, затоа што немаме од каде. Еден голем граѓански активист, Торо, кажал, државата можеш да ја казнеш, само со неплаќање на данок. Ако не се согласуваш со незе, како ги троши парите? А ние не се согласуваме, затоа што тие го свртија грбот на реалниот сектор. Тие заборавија дека ние постоиме. Тие забораваат дека ние некој не кради на секоја сметка 42%. 42% луѓе не се 2%. Упознајте сите сме дојчанчи. 2% да му надземиш 2 денари на клиент, па не знам што ќе ви направи. Нас на 2000 денари не крадат 800 денари и ние си молчиме. И некој од BBC добив прашање, добро бе Владко, за 6 денари ги тужиш ева, така. И за денар ќе ги тужам. Ама Владко доби другиот ден тужба за 2 денари од вака. И си беше, нас си докажа дека таа тужба е неоснована. Ама нема проблем, јас ја сватив пораката. Ама сега ги чека многу поголема тужба. 33%, секоја една фамилија, секој едно домајчинство ќе си купи по едно возило. Тоа се наши пари. Далноводите се наши, од таткови, од дедо мој, твој, од даноци наши. Тие не донесоја далноводи, тие не донесоја кабли, тие дојдоја овдеки само по наредба некоја од некого да си земат пари. 33% се премногу, на нив става данок. Ние како дојчанчи мора да се избориме индустријската струја за нашите мали дојчани да ја скиниме. Ние немаме индустрија, ние немаме машини. Која машина кај нас, фриждеро шо лади, која машина е индустрија? Тие на секој начин нас не прават дека сме ние индустрија. А ние, јас се гледам кај оние и колеги ги викам в континери шо поричка. Ние сме тук. Дојдени сме на рамо на екзистенцијата. Ние веќе немаме, прежи видов колегите, ко кажав за платите, ке сите е тој проблем. Сите земаме назаем пари за да поминиме плата. Зошто? Затоа што сум поштен граѓанин. А ние си мислиме дека државата е од неколку. Не, државата е наша. Јас и денеска имам расправија со една адвокатка, значи државата е наша. Та ми вика дека не била наша државата. Државата е наша. Чисто наша е таа држава. И не може таа да ми ја одземе, не може никој да ми ја одземе. Може да ме затворат, не може зборо да ми го затворат. Идејата се шири како чума веќе низ Македонија. Звона од Скопје, звона од Кочане, звона од секаде. Оп се вика Владко, знаеш шо преќе? Знам. Револуција културна, ќе станеме и сите ќе му кажеме достание. Значи од сите достание. Ќе кажам и на другиот јазик. Мјавта е. Ќе кажам и на третиот јазик. Не е проблем. Владко не се страми, секој ќе се бори, али како дојчанчи да знаете дека овдеки ќе ја направиме најголемата, најјаката, најсложната организација која што нема никој да ја турни.
Нашата организација, тие ми викаат дека ние сме имале такви организации. Бранко Азерски, кои што со наши пари се школуваше. Не, тие комори не служат за нас. Јас никош не сум добил помош од Стопанска комора. Менде Раскучи, мој драг пријател од Тетово, си направи таму за северо-запад. Еден направи за Скопје, ама тој истиот се пушти енклави за кај нас и кажува дека е рај кај нас. Не, ние ќе си направиме наша. Синдикато сакаја да го уништа за да нема мир. За ние слободно да не куба, слободно се да ни пра, ние да се чутиме. Не, синдикатот кој што ќе се направи таа организација да не ве плаши, ама на повид ќе си ги заклучиме дуќаните и ќе бидиме солидарни со нашите дуќанки од Скопје, ќе бидиме солидарни со нашите дуќанки од Битола, од Прилеп, од секаде. Ние покушавме една акција, сега имам добар сигнал, низ цела Македонија сака да се заклучат дуќаните и ќе ги заклучиме, нема проблем. Ко може државата да обстане, пак ќе го спомнам, Камп Маркет со 20 вработени, па нема проблем, нека си отворат тие, нека си работат. Значи тие ќе уништа нас 200 фамилии, за 4 фамилии што ќе вработат. Нема проблем. Ние што да правиме? Која е нашата одговорност во оваа држава? Која е нашата? Ние само ќе чутиме, ќе ведниме глава. Еднаш како наведниме кичмата, тие ќе не прекршат, ќе не докршат. Верувајте, нема предавајне, нема да се предајме, може би ми се лутат и лево и десно, нека се лута колку сака, Владко Ристевски нема да застани, ќе оди напред, организацијата ќе расти и ќе ве гледам во все поголем број. Битола е првата наша канцеларија и сакам да ве поздравам, да ви честитам. Тука мислам дека ќе си направите едно председателство, кое што ќе функционира многу добро, ќе донесеме опрема, еве ветија од СИС имаме се уште наши луѓе, ветија канцеларија, имало тука, ќе ни дадат, таму ќе има, сега сакаме пред се со книговодителите, значи, ајде се замина зборот натаму, со книговодителите, најновиот удар ни го направи државата. Значи, за да си привработи административци, тие го рекоја, чекај, 5.000, 7.000, јас плаќам 1.000. Ќе ги кажам. И горсум ќе кажам. И ги плаќам на сметне. Али ќе направам да не плаќам, да ни оди една чланарина, директно таму, едно чупе 30 фирми, едно машко 30 фирми, ќе си вработиме, има деца, ќе ги школуваме, ми вика требало лиценци, ќе му платиме, требало хипотека, ќе му дајме. И сега што треба уште кажете? Значи ние ќе обстанеме. ХАСАП, кој ХАСАП систем во, еве кај мене книжара, кој ХАСАП систем? Имам ХАСАП сега, имам и налепници. Плаќаме паркинг, плаќаме се, значи не се предава. Верувајте, најбитно е да ве гледаат исправени, најбитно е да ве гледаат насмејани и најбитно е да ве гледаат сложни. Нити Панде ве пријавил, нити ти ќе го пријавиш Панде, нити јас ќе те пријавам до Джанджија, никого нема да пријави. Тие само лажа за да не разделат. Тие првото нешто на инспекторите име ко ќе влезат, абе, знаеш комшија те пријави. Не. Јас викам, тука власта сака да не доискара. Без разлика која власт. Значи, недело, а ќе ме гледате нон-стоп. Ќе ме гледате со истите реченици, затоа што секоја власт, која и да дојди, прво нешто е нас да наплачка, нас да не рекетира, нас да не затвори. Е добро бе луѓе, откај ќе живејте. Прилеп, имаме само стара чаршија 57 дујчен затворене. Ја не знам, не можам да разберам како можат оние возила да ги возат. Нека им дадов предлог. 100 автобуси што одеа за Скопје, па донирајте бе луѓе. Не е меѓудржавен избор овде. Овде е локален избор, овде ни треба реален сектор, овде ни треба помош, овде ни треба фабрики. Фабриките кои работеа во Прилеп продават 2 пакети цигари. Проверете колку плаќав данок, проверете кога плаќав придонеси, унапред за цела година. Данокот ми беше платен унапред, ако памтите, тогаш имавме да си внесиме пари, кој колку сакаше. И сега дојдовме до тој